Здраво, Сашо. Здраво. Добре дојде во епизода на намерно спонтано културни муабети на Оро Радио. Добре ве најдов и се надевам дека ќе видам добар гостин. И јас се надевам дека ќе бидеме добри домаќини. Вие сте одлични домаќини. Фала. Да почнеме прво од она што се случи најскоро, тоа е враќање од мини балканска турнеја или фул балканска турнеја. Кај се свиревте, кај имавте настапи? Тоа беа 5 концерти, ако се мини, тоа ше мини, ако е повеќе од мини, тоа ше повеќе од мини, 5 концерти. Настапивме во Србија, во Белград и во Нови Сад. Свиревме во Загреб, исто во Мочвара клубот. И имавме концерт во Љубљана и секако најбитниот концерт на оваа турнеја беше фестивалот на словенски џез, кој што се одржува во Равнина на Корошкем, во Словенија, каде што настапивме на македонската вечер. И така, убава турнеја, убави впечатоци, запознавме нови пријатели и што е многу интересно, добивме понуда за повторно враќање за следна година и 2 нови концерти. Тоа е одлично за меѓународна промоција. Кога сме кај меѓународна промоција, исто така пред некои 4 дена, мислам, излезе вашиот нов албум Steps за француската издавачка куќа Art Melodies. Па како дојде до таа соработка, што значи тоа за меѓународна промоција на вашата музика? Така, албумот имаше светска премиера на 22 септември за Art Melodies од Париз, од Франција. Како дојде, многу интересно, ние албумот Steps го снимивме на 17 и 18 јануари 2022, го завршивме крајот на декември 22 и онака полни емоција и онака среќни, хепи, решивме дека единствено што знаевме во тоа време дека ќе биде за странска продукција. И така, декември кога го завршивме, јас пробав да стапам во со различни издавачки куќи. Си дадов еден период од 3 месеци каде што ќе одбериме за кој издавач од ЕУ ќе биде и на препорака на нашиот пријател Оливие Самулјан, кој што е и гостин на албумот, свири виола, решивме издавач да биде Art Melodies. Јас сум пресреќен, навистина, тие се еден фантастичен колектив од пред се композитори, но исто така е многу битно дека создаваат музика за филм, за театар и издаваат музика за џез и светска музика. Исто така многу е битно што за нив работат и 2 продукцијски куќи, од кои што работат промоција, букинг на артисти, тоа е Sesame Music и Matrice Production, така да веќе се гледаат плодовите за нецела недела дена, се гледаат застапеноста пред се на албумот на дигиталните платформи, бидејќи албумот во моментот е достапен единствено на дигиталните платформи. Го има на Spotify, Deezer, на сите платформи и се слуша доста и добиваме позитивни импулси од страна на Art Melodies, така да јас сум многу среќен. Спомна дека е само дигитално достапен. Се планира некое физичко издание на плоча? Ќе имаме комплетното издание на албумот, ќе има и дискови, кои што треба да ги добиеме некаде на почетокот на ноември, бидејќи се печатат во Франција, и ќе правиме исто македонска промоција на дискот, тоест на албумот, исто тука во Македонија. Тоа ќе биде во Аудиокултура Скопје. Додека на почетокот на следната година, бидејќи процесот на изработка на винили е малце подолг, ќе имаме и лимитирано издание од 300 винили и со тоа ќе се заокружи комплетната аудиовизуелна слика за албумот, или така да, ќе имаме хард копи и ќе имаме дигитални изданија, се разбира. Кој се работеше на овој албум, кој се беше вклучен како артисти
освен издавачката куќа? Така, албумот го снимивме во формација трио со моите долгогодишни соработници, со кои што имавме и сесија кај вас. И ќе видиме дел од сесијата. Иван Беков на бас гитара овој пат и Виктор Филиповски на тапани и перкусии. И кога го завршивме албумот, главната идеја ни беше да внесеме повеќе боја, повеќе, би рекол, музички спектар малку поразличен од претходниот албум. И така поканивме наши пред се пријатели, онака вон сериски музичари, како Васил Хаджиманов на пијано, Оливије Самулјан виола, Кирил Кузманов флейта и саксофон, нашиот сега веќе канаѓанец Александар Секуловски свиреше перкусии и Радко Даутовски се разбира на перкусии. Албумот го снимивме, тоест го сними Ален Хаджи Стефанов. Миксот го направивме заедно со Ален, јас и Иван, а додека мастерот го направи Ангел Кјосев и Ален Хаджи Стефанов во студиото Подрумот. Дизајнот и визуелната слика за албумот е, како и секогаш, на нашиот драг пријател Даниел Грчиновски. И би сакал во оваа прилика, во оваа ситуација да кажам едно големо благодарам на Тони Китановски, кој што ни помогна во делот на класификација на композициите и онај редоследот кој што го гледате на албумот. Тоа е избор на Тони и така. Тоа е тоа. Кога сме кај соработки, спомнавте пред некој ден кога правивме муабет дека соработувате и со некој македонски артист од Берлин кој што прави електронска музика. Па зашто се работи? Така, неговото име е Александар Груздановски или вакво уметничко име Херзел, кој што својата кариера ја гради во Берлин. Ние снимивме досега, имаме една плоча заедно, тоест јас сум гостин на таа плоча. И за 24-та се планира, некаде сме до пола со албумот, се планираме уште едно издание кое што ќе биде наше заедничко помеѓу Херцел и Сашо Поповски. Така да, јас се радувам, бидејќи неговите изданија се многу високо котират на пред се на берлинската електронска сцена и следната година ќе имаме заедничко едно издание на кое што сум многу среќен. Можам да ви откриам дека е во духот на 80s, таков саунд е и сме среќни затоа што тоа е музиката со која што може би јас не толку, но Александар едноставно живеевме, растевме и се развивавме. Спомнавте дека ќе има некои свирки тука кој ќе дојде? Мислите за промоција на албумот? Да. За следната година се планирани посета на центрите за култура низ ширум државата, каде што јас би сакал да таа македонска промоција на Степс да проложи тука, но главни ќе бидат 3 земји. На крајот на јули одиме на шпанска турнеја од 12 концерти кои што ќе бидат во Барселона, Аликанте, Гранада, Малага и други градови, веќе не можам ни да ги запамтам. Потоа во септември имаме 5 концерти во Полска, во Варшава и Краков генерално и 2 фестивали кои што треба да ги албумот да биде представен во Италија. Така да 24-та ќе биде доста богата. Во моментот преговараме со еден многу познат фестивал од Романија, каде што се надевам дека следна година ќе настапиме. Така да ќе биде доста како се вели концертно богата 24-та. Имате соло кариера како Сашо Поповски и го имате Сашо Поповски трио, кај што сте со Иван Бејков и Виктор Филиповски. Па што значи, што додават Иван Бејков и Виктор Филиповски на ова трио на музички план? Па добро, саундот на триото е дека сите сме ние пред се различни музичари и дека допринесваме таа музика да биде интерпретирана на начин на кој што било кој од триото ако се замени нема да биде вистинскиот израз, така да јас сум навистина многу среќен што долги години, повеќе од 8-9 години заедно настапуваме и создаваме музика.
А додека делот на Сашо Поповски нели соло, подолго време работам на еден соло проект кој што сакам да излезе нели мој соло албум, но тоа некако секогаш е како има второстепена, како се вели, приоритет, второстепен приоритет, така да кога и да ќе биде. И тоа е еден проект кој што на неколку фестивали, на филмскиот Скопје Муви фестивал го свирев на Петроваc Джез фестивал, сум го свирал на неколку пати солистички концерти. Тоа е посебна категорија и многу како се вели, многу висока концерти кои што сака бараат многу висока пред се сопствена подготовка на артистот, така да можеби се малку, но секогаш кога ги свирам сум многу среќен. Ајде повеќе за процес на правење музика. Како за вас лично се создава една песна? Кај почнува процесот? Инспирација, седнување во студио? Како создавате една песна? Студио не може, треба да имате сопствено студио за да процесот на создавање музика го креирате во студио. Процесот го, барем јас, нели главните идеи доаѓаат од секојдневниот живот, од она дене што ќе ти се случи едноставно. И во едном од моите интервјуа сега поврзани за Steps, за новиот албум, имам кажано дека се случаи кои што сме ги преживеале или случаи кои што би сакале да ни се случат и едноставно сонуваме за да ни се случат. Инаку јас генерално музика снимам на телефон, што претпоставуваме процес кој што го прават сите музичари во модерно време, потоа седнувам најчесто на пијано и ја разработувам мелодијата, темата, го правам концептот, ја пишувам музиката и од тука натаму продолжува онај уметнички процес, доколку е наменета за трио, го работиме заедно со триото, нели делот од аранжманите се работи заедно со трио, доколку е соло композиција, тогаш оди комплетно за инструментот гитара и тоа би бил процесот. Инаку инспирацијата како што кажав, секојдневието човек може да биде инспириран од, не знам, од филм, може да биде од посета на театарска представа, може да биде инспириран од, не знам, убав настан кој што му се случил денес, вчера или можеби во минатото. Претходниот албум Fallen Land кој што излезе за етикетата на Скопски Джез фестивал, две од композициите беа инспирирани од моите тогашни искачувања на врвови низ Македонија, а не дека сум некаков страствен, како беше хайкинг, некаков човек кој што се занимава планинар. Хайкинг, едноставно така го правев од моја желба да правам нешто и една од моите можеби најпопуларни, ако джезот е популарна музика, тоаш една од моите најпопуларни композиции од Mountain Top, токму го носи името на кога се искачив на Пелистер по, не знам, 4, 5 или 6 пат. И добив инспирација да напишам таа тема, така да таа е напишана тогаш. Или композицијата Elgon Sky, која што е за планината, посветена на планината Елгон во Африка. И бев инспириран од една документарна емисија која што ја гледав на, мислам, National Geographic беше и така. Едноставно, толку не сум бил никогаш, имам желба да одам, но гледајќи ја таа документарна серија за планината Елгон, се инспирирав да напишам композиција. На новиот албум, доколку еве има втората композиција е под наслов Night in the Desert, тоа е нели го раскажува едно деноноќие, 24 сати поминати во пустина и дали човек би можел да ги издржи, како луѓето кои што живеат таму ги издржуваат, така да исто тоа не сум бил никогаш во пустина, би сакал да одам, но е од документарни серии кои што се гледани, така да инспирацијата ја најдуваме насекаде околу нас. А што повеќе ве исполнува создавање музика во студио, барање инспирација или свирење на она што сте го создале на концерти и турнеи? Тоа е различен адреналин, или кога создаваш музика, едноставно знаеш дека правиш нешто што или креираш или снимаш, знаеш дека нешто ќе остане. И ние кога повеќе физички нема да престојуваме на овој свет,
знаеме дека ќе оставиме нешто за нас. Додека лайф акт или она свирењето пред публика или концерти, тоа е веќе навистина поинаква категорија. Убавото нешто кај джез музиката е што секогаш кога свириме, ние пред се уживаме и се забавуваме додека го правиме тоа, и производот кој што го произведуваме секогаш е различен. Тоа е како една жива материја која што човек може да ја моделира. А додека кога снимате или кога создавате музика за албум или за студио, тоа е се снимат неколку текови, најчесто се одбира првиот, ја секогаш се зезам, најверојатно првиот пат е најдобро. И тоа е толку, нели, тоа останува во моментот кога што си го отснимил или кога си го свирил или кога си го создал, тоа е тоа. И едното има своја убавина и другото има своја убавина, но пак ќе кажам, адреналинот е различен и импресиите пред се различни, затоа што кога создаваш музика си среќен ти самиот во себе и може да ја покажеш на, не знам, дома, на фамилијата, на најблискиот круг, а додека кога свириш концерт, задоволството го рефлектираш на бројот на публика колку што има. Така да тие се две различни категории, иако поврзани заедно, но се различни. Воедно сте и професор на Штипскиот универзитет. Што предавате таму, колку време, како дојде тоа да станете професор на овој универзитет? Да, па од 2008 колку му доаѓа? Околу 15 години. Главен инструмент ми е джез гитара, инаку предавам и теоретски предмети, историја и теорија на джез. Во еден период бев и шеф на одделот за джез музика на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И во моментот сум редовен професор на катедрата за джез. Тоа е како дојде многу спонтано. Во тој период јас ги завршив моите магистерски студии 2006-2008 година во Софија и некако случајно, спонтано се случи, се отвори одделот за джез. Аплицирав и имав среќа да почнам како најпрвен како стручен соработник. Околу 5 години го правев тоа и да. Сега низ процесот на високо образование стигнав до титулата редовен професор. И тоа е нешто што е многу битно во мојот живот и секогаш кажувам дека имав многу среќа да бидам во вистинско време на вистинско место. Само тоа. Инаку улогата на джез одделот пред се Универзитетот Гоце Делчев во Штипе огромна во формирањето на современата македонска сцена. Претпоставувам тоа е следното прашање. Или да почнам да го одговорувам? Да. Океј, ајде ќе го почекам прашањето. Ајде јас да си завршам мојата работа. Океј, може. Кога спомнавме за македонската сцена и вие како професор, како би ја оцениле македонската джез сцена? И да се надополнам мојот одговор од претходното прашање. Нели, она што ги учиме студентите, дека македонскиот джез настанал по крајот на Втората светска војна и ансамблот джез оркестарот кој што го работеше Драган Ѓоконовски, можеби најбитната и најмаркантната фигура во историјата на джез музиката во минатиот век. И можеби, да, најголемата заслуга за формирањето толку на танцовиот и джез оркестарот е токму негова. И низ годините, нели, по неговата смрт се менуваја диригентите и водачите на тој джез оркестар, кој за жал таму крајот на 90-тите со распадот на претходната држава отиде во заборав и се она што го знаеме и што го имаме ние како историја за джез оркестарот се снимките од македонската радиотелевизија, за среќа што ги имаме. И потоа настана еден голем, како се вика на англиски е gap, Празен простор. Празен простор. Од околу 10 до 15 години, каде што джез се свири во Македонија, нели сцената нели создава, креира, секогаш имало луѓе кои што креирале надвор од институциите, но како институција тоа не постои и со појавата токму на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и джез одделот,
каде што тој оддел ги собра во моментот, тогаш и сега најбитните имена на македонската джез сцена. Значи тука го имате легендарниот Гоце Мицанов, го имате професорот Тони Китановски, во еден краток период професор беше и композиторот Илија Пеовски, потоа нашиот колега Васил Хаджиманов, кој што е визитинг професор, исто во еден краток период беше и професорот Владо Николов, кој во моментот е шеф на катедрата во Белград на Джез Академијата, така да еден многу убав колектив се создаде. Александар Секуловски исто беше, кој што во моментот живее во Торонто, и се створи база да се едуцираат млади, перспективни, талентирани луѓе. Секако во тој период паралелно млади луѓе студираја и на академијата во град, што е многу битно. И на наше огромно задоволство, значи дел од тие луѓе кои што музичари, кои што се враќаја како Кирил Кузманов, како Трајче Велков, станаја визитинг професори на нашиот оддел. Исто и многу е битен моментот дека ние и нашите студенти кои што завршија и магистрираа кај нас ги вклучуваме во процесот на едукација. Така, например, Виктор Филиповски, кој што е дел од триото, беше наш студент и сега е исто предавач на одделот за джез тапани. Така да одделот се грижи за, би рекол, најдобрите, и секогаш на нашиот джез оддел ќе најдат, како се вели, момент во, нели, доколку сакат да се занимаваат со таа професорска работа или да ја пренесат едукативна дејност, да пренесат знаење на новите генерации. Ние сме секогаш отворени за соработка. Во текот на тие 15 години до сега едуциравме доста млади музичари, джез музичари, и ако направите ретроспектива, тоест анализа на тоа колкав е бројот на дипломирани джез уметници кои што денес ја представуваат джез сцената во Македонија, ќе видите дека над 90% се дипломци или професори на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со што сме многу горди. Инаку сцената е жива, сцената се снимат доста албуми, имаме млади музичари кои што навистина создаваат музика не само во Македонија, туку и надвор од неа. И еден одличен момент е создавањето на националниот джез оркестар, сега поново. Инаку тоа е продолжение на оркестарот на джез музичари, кој што како колектив едноставно не, како се вели, не поврзува сите нас, и како едукација, и како джез фестивали, и како, нели, еден стожер на таа джез сцена. Така да, да. Исто така, знаете, во рамките на македонската джез сцена имаме неколку сериозни джез фестивали, пред се Скопскиот джез фестивал, кој што 42 години има, 42 години джез фестивал имаме, може би еден од најдобрите во Европа, гарантирано во најдобрите 10 джез фестивали во Европа. Потоа имаме Джез Фабрика, фестивалот во Битола, кој што следната година ќе имаме 7-то издание. Потоа имаме Джез фестивал во Куманово, во Штип одличен воскресна Джез фестивалот Астиво во Штип, така да джез сцената оди во интересна нагорна насока. Единствено што ни фали, и тоа секогаш го кажувам јас, е дека ние заостануваме не само за европските джез сцени, туку и за регионалните джез сцени во поддршката која што најчесто не достига, и ние нешто што наредно треба да го направиме е да имаме еден сериозен джез експорт, каде што државата би застанала со финанси и тие джез проекти кои што се снимат нови албуми, ќе биде многу полесно ние да настапиме на джез сцените во Европа. Така да нешто што недостасува е македонски джез експорт или македонски музички експорт, ако сакате
ако го направиме малце поголемо, каде што би влегли рок, поп и другите стилови, но пред се уметнички стилови на музика. Ова беше iscrpен Ова беше многу голем одговор, да. Не, добро Ќе пробам да бидам пократок. Не, супер е, таман ја опишува затоа што сакав така опширна оценка. Се надеваме така и како професор, кога ги оценувате студенти ни давате опширна оценка. Професор, многу е чуден момент кога човек треба да застане да зборува. Јас најчесто кога држам предавања сакам да бидат интерактивни, нели студентите да прашуваат повеќе. Но човек знае да се заборави и да се зазборва, така да, извинете. Не, нема проблем, тоа беше одлично. Спомнавме толку многу работи, музика правење, турнеи, професорска работа, сите овие работи, воедност и фамилиарен човек, тоа се толку многу обврски. Како го менаџирате вашата тајна? Како го менаџирате своето време? Го прашувам ова надвор. Како го менаџирате стресот? Стресот и времето, затоа што лично им забележено од многу луѓе кои ќе правам муабет со нив, кои што имат многу помалку обврски, најчесто помлади, цело време имат изговор немам време. А еве во комуникацијата со вас пред свирката, кога договаравме тука во ОРО, ова интервју, секој пат кога правиме муабет, секој пат имате време. Како вие го менаџирате за да имате време? Не знам, има некаков Google менеджмент, некаков современ трек да се каже. Едноставно човек кога ја сака оваа работа и кога ја прави искрено, тоа е тоа, едноставно. Сакаш джез и го правиш, искрено го правиш тоа. Сакаш да дојдеш на интервју, искрено кажуваш, можам да дојдам во вторник во 9 сатот и го правиш тоа, едноставно. Човек се кога се сака може да се направи и не постојат такви изговори дека нема време. Можеби ќе биде, нема да биде денес, ќе биде утре или ќе биде за 3 дена, ама секогаш ќе излези време. Инаку да, многу е стресно да се живее, посебно во град како Скопје, каде што единствена работа која што е, ајде, ќе употребам малку лош збор, најлуда е сообраќајот, едноставно во овој град нешто што треба да се среди сообраќајот за да може да функционираме нормално. И јас пробам алтернативно да го решам тоа движење низ градот и успеав последните 2 години да го решам и некако брзо стигнувам и се осеќам порелаксиран. Затоа што не треба да мислам каде ќе паркирам колата. Тоа е најголемиот проблем. Инаку да, фамилиарен човек со семејство и тоа е. Би кажал дека најмногу дело како се вели, денот си го планирате, 2 сати работите на еден проект, 2 сати работите на друг проект. Луѓе кои што работат по проекти како вас знаете дека едноставно мора да имате добар план во денот и кога имате добар план останува време и за и да се видиш со пријатели и да направиш интервју како едноставно да си го испланираш времето, тоа е тоа. И битно е човек да не застанува, или да не речи дека ајде доста е. Ако речи доста е, тоа сам ќе си пресуди себе си, што е не многу убава категорија. Значи тоа е советот. Луѓето што викаат дека немаат време, прво да си купат велосипед или алтернативно средство за превоз. Второ е електричен тротинет. Да, и второ да почнат да си го организираат времето, за да може да имат време повеќе за се што треба да се заврши во еден ден. Па добро, тоа се сите ангажмани што ги спомнавме, може нешто испуштивме, но сите овие ангажмани кажуваат едно. Кариерата како професор, музиката што ја правите, дека сте веќе успешен, остварен музичар. Сега, она што секој пат се прашува кај нас, како успешен музичар, за сите оние што сакат да се бават со квалитетна музика, затоа што сте успешен музичар не во кој било правец, туку во еден правец како што е джезот, а за джез најверојатно има 10 места низ држава кои што пуштаат джез или промовираат джез. Па совет за сите што сакаат да одат по тој пат, се живеели од музика и од ваква квалитетна музика правење. Јас кога ќе дојдат студентите, првото нешто што им го кажувам дека тоа се херои на современото време или на современиот свет, затоа што денес да се занимаваш со
ваква професија пред се треба многу голема љубов и човек треба многу да верва во тоа што го прави или ќе го прави, затоа што тие пред се млади луѓе и кои што најчесто доаѓаат за да видат, за да испитат. Имаме ние генерално проблем во образовниот систем што джезот не е застапен во средните музички училишта. Тоа е исто една голема дупка која што треба да ја пополниме, затоа што тогаш би доаѓале луѓе кои што знаат што прават и знаат каде се. А додека вака кога доаѓаат, нели, можам да ви кажам дека најдобрите студенти се учениците кои што завршиле гимназија. Затоа што прочитале најмногу книги и затоа што имат искрена љубов према музиката. Така да, не знам, можеби промени во образовниот систем, промени во начинот на кој што се изучува материјата. Добро, ние имаме академско право да ги создаваме, да ги креираме тие програми. Нешто што во високообразовниот систем во Македонија недостига е креирањето на артист. Ние ги учиме студентите да бидат најдобри музичари и да бидат најспремни, најспретни музичари, но никој не им кажува како да станат артист. Никој не ги учи што е тоа музичка индустрија и што ги чека утре кога ќе ја добијат дипломата. Затоа што тоа е еден момент со кој што сакале или не ќе се соочат. И тука настанува главниот дисбаланс, дали одите по линија на помал отпор и одите во делот на забава, нема да грубо да кажам како е поимот, или останувате цврсти на идејата дека сакате да создавате арт форма, што на крај на патувањето секогаш ќе биде без разлика каков вид и каква музика ќе создавате или со каква уметност ќе се бавите, едноставно креирањето на оригинална арт форма секогаш ќе ви исполни многу повеќе од како е amount of money you're gonna make through all your life. Така да тука се делат, тука е главната пресвртница во животите на музичарите и кога ќе видите нека некој искрено сака да се занимава со уметност, едноставно тука треба да им се помогне на луѓето, затоа што овие другите од левата страна ќе си го најдат патот по, како се вика, линија на помал отпор. Епа супер. Мислам дека не бев многу суров во одговор. Не, ова е прекрасно. Одговорено. Фала од публиката. Фала од публиката и ова беше преубав начин да го завршиме ова мало интервју. Јас мислев дека само што почнавме. Како да го завршиме? Завршивме, брзо поминува време, но ова е убав совет на крајот на интервјуто и фала што бевте гостин, фала за убавата свирка што ја направивме пред некој време и се гледаме во некоја следна прилика за некој убав настан од овој вид. Јас ви благодарам пред се за поканата, ви благодарам што постоите пред се. И луѓе кои што се сакат да промовираат оригинална уметност се многу ретки и треба да ги чуваме како диаманти, треба да ги чуваме, затоа што вие сте, пак ќе кажам, херои на современото време и многу малку сте. Така да само напред имате мојата полна поддршка за се она што ќе мислите дека во иднина ќе го правите, ќе имате мојата поддршка. И сакам да има прашање од публиката сега. И прашање за гостинот од публиката, повелете. Прво прашање, како почна се? Значи, кога е првата идеја, желба за ова се? Кој се? Како почна Сашо? Или... Да. Треба да ги прашате родителите мои. Одете колку сакате назад. Еднаш во Југославија. Да, нешто така претпоставам. Не. Како почна да се занимавам со джез музика, претпоставам. Апсолутно, да. Океј, многу интересно прашањето. Јас кога имав 13 години, мојот татко сакаше да се занимавам со спорт. Не знам колку ме бива, најверојатно не ме бива, затоа што секој бев некој спортист. И тој имаше желба да се занимавам со скијање и таму каде што одевме на скијање на Пелистер, во домот имаше еден човек кој што свиреше на гитара. Јас бев толку фасциниран од тоа и одев на скијање за голям кај што свири човекот со гитарата. Многу јако. Ова го немам многу пати кажам. И
знам дека следната сезона кога требаше да ми купи нови ски, јас побарав гитара ми купи. И рече, вау, што ќе ти е гитара, треба да ти купам ски. Купи ми гитара. И чекав 2 години, ја добив гитарата неде таму, крајот на 14-15 години и почнав да учам сам, затоа што ние живеевме во време каде што нема интернет, каде што нема книга да купиш, каде што одевме во Солун да купиме диск, да го слушаме. Може беше интересно да кажеме за тоа како децата, тоест младите денес слушаат музика, како слушавме ние музика. Сум патувал до Солун за да купам еден диск, толку имав пари, се разбира. И се сеќавам првиот диск што го купив беше Били Комам Спектрум. Чекај, не беше тоа прво касети купување? Касети. Снимавме, преснимавме, немавме такви буџети. Носачи на звук. Носачи на лента, јас ми ги сеќам. Океј, али памтам дека бев до Солун за да купам Спектрум Били Комам и онака го излижав прописно, така фрливме еден CD плеер, слушајќи го Спектрум Били Комам. Така да, кога имаш желба и кога имаш драж за нешто да го правиш, и го правиш. И така, инаку мојата кариера почна како рок музичар, како сите што почнуваме рокери бевме. 96-та со мојата група Фач победивме на Скопскиот поп-рок фестивал, тоа така се викаше, и бевме главни фаци на списанието Екран. И се сеќавам, баба ми го имаше, не смеш да го сечиш за видеот. Баба ми имаше насловната од Екран онака на фрижидерот стоеше. Нормално. И до низината смрт стоеше, така да кога почина баба ми ја трнавме. Главна, многу јако. Она насловната страна од Екран, затоа што бевме поп-рок старс во земја во која што има 1 милион жители, кој што никој не го интересира рок музика или поп или уметност, така да живеевме во некаков лут младечки сон, кој што за среќа го прекинав таму од 2000-та година. И само сум искрен. И станав джезер. Не, во тој период ме интересираше многу блуз музика и низ Битола имаше луѓе кои што свиреат добро блуз. И пробав да видам што можам да правам и видов дека не можам ништо да правам од тоа, дека едноставно ми е некако исто, сакав да правам моја музика, сакав да создавам нешто мене што ми е интересно. И логичен пат, нели, беше да се запишам на уметност која што ќе те тера да создаваш креација. И тоа е джез музика. И сега зависи, некои го ја сваќаат вака, така или онака, и во джез уметноста ќе видите луѓе кои што се машини, кои што свират најдобро, а немат ни една композиција. И од друга страна ќе видите луѓе кои што имат најдобри композиции, па не се некакви виртуози, како земете го големиот Телониус Монк. До ден денес джез музичарите сакаат да свират од Телониус Монк, а никој не ќе да свири како Телониус Монк. Тука лежи зајакот. Значи, за да свириш музика на Телониус, треба да оживееш патот на Телониус Монк. И многу малку успеале, како Бил Фрисел, например, да свири музика во духот и во манирот. Тој е пианист, другиот е гитарист, ама да биде во манирот на Телониус Монк. Инаку, историски во джезот има тројца композитори, покрај Телониус, тоа е Чарли Мингус и Орнет Колман. Сега, некој кој што ќе го гледа ова видеото ќе ми пиши долу, ама чекај, не е така. А тоа е само personal view, нели јас го кажувам за мене. И првиот албум кој што го купив джез се вика многу јако, на улица во Софија, кога шетав и кога бев на гости кај мојот пријател Александар Секуловски, тој тоа студираше и едноставно сакав да купам некаква друга музика и што да купам, и на улица најдовме тоа, знаете, списанието музика джез италијанското. Го имаше едно време кај нас, поќе го нема, го имаше таму и тој застана вака, купи го ова. И јас го купив Кени Барон Трта и тој диск толку многу го сакам. Втор диск што го купив джез е Chick Corea Acoustic Band, а ништо не можев да сватам што прават. Нотите ги држев пред мене, нели, студент на прва година джез академија во Софија, добив Real Book, вау, тоа беше, не знаете што е Real Book, тоа е една книга со джез стандарди кој што ја има сите во Бугарија, ние ја немавме овде. И јас ја фотокопирав, прво што направив, фотокопирав Real Book и го гледав да не е многу долг одговорот. Не, апсолутно. Супер, и го зеов дискот вака и гледам, пример, All the Things You Are, и отворам All the Things You Are.
Чикуреја свири едно, овој нотите пишат друго. Вау, реков, шо е ово? Кој земиш класично дело или соната, тоа што се нотите, тоа го свири артистот. Вау, реков, чекај, ова каде е почеток, каде е крај? И ми треба 2 години да укапирам дека тој свири соло over melody, дека мелодијата тоа што пише во книгата е едно, ствари тој што го свири е друго. Вау, реков, ова сакам да го правам. И го правам. Тоа е одличен одговор. Продолжив да го правам, така како што го правам. Факултетот го завршив 2000 и прва се запишав, значи некако му доаѓа 5-та, 4 за 4, потоа имав една пауза затоа што магистарските студии се многу скапи, беа тоаш многу скапи во Софија, така да ми требаше еден период од една година да си дојдат моите дома при себе и јас да си дојдам при себе. И за среќа го запишав тој на Нов Бугарски универзитет. Имав огромна среќа, мој ментор и професор, нели покрај професорот по гитара да ми биде Милчо Левиев. Тоа е една икона на европскиот џез, кој што сте чуле за Милчо Левиев. Свирал со Били Ковам, свирал со Дон Елис оркестар, така да е од најголемите ликови на балканската џез сцена. И онака светски признат и познат, 30 години живееше во Лос Анџелес. Имав среќа да ми биде професор, да поминам прекрасно време со него и да научам многу работи кои што не ги пиши во книгата. И така, за жал сега, тој е веќе покоен, но можам да кажам дека имав среќа да свирам еден сет во еден џез клуб во Софија со Милчо и така, нели, собствениците на клубот не можеа да веруваат дека дојде Милчо да свири со македонци, луди македонци од Битола. Ток некако му бевме драги. Мене ми викаше Александре, ти си Александар од Македонија, велеш. Океј, и многу беше интересна случката. А вечер имаме концерт во, се викаше Сачмо, Луис, некако така се викаше клубот во Софија, на Раковски беше. И му кажаме, професоре, вечер имаме свирка, да, со наши пријатели од Бугарија, нели, колеги. Супер, вие свирите џез, да, супер. Океј, кул, нели, му кажавме. 8 почнува свирката, 8 без 15, Милчо Левиев во клубот. Вау, онака хистерија масовна, затоа што веќе беше во подминати години и едноставно, како да ти влези гатов џез во Бугарија, во клуб и собствениците онака пеплосани и Милчо вика, ве знам од негде вас, вие сте моите студенти. Многу јако. И така, свиреше еден сет со нас и тоа ми е едно искуство кое што никогаш нема да го заборавам. Од човек кој што знаеше да прави работи затоа што ги сака. Јас ги правам овие работи затоа што ги сакам и затоа што имав, предпоставувам, ментор кој што ме научи да правам работи што ги сакам. И така, 2008-2009 е моето патешествие или моето вработување во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, што е една од моите најубави работи што ми се случиле во мојот живот и се разбира. По објавувањето на Fallen Land прегна и мојата интернационална кариера и неко претходно свирев доста низ Македонија, но онај исчекор према европската сцена беше со токму албумот Fallen Land. И така ќе видиме с теб сега, ќе биде нели, се надевам дека ќе биде уште повеќе, ќе има концерти. Фала ви многу. Уште нешто да кажам. Многу кажам. Имав прашање што повели ми одговоривте. Ама не прашај. Да, за ако да замислиме лош свет каде што нема џез. Ако не замислиме таков свет, ако не е џез, што би било? И вие рековте дека рок сте блуз. Блуз. Ама тоаш бев млад, сега не би се вратил на тие работи. Не можам да ги Зашто правам. веќе свирите на Прилепски? Не би сакал да сум. Абе знаете како, да си млад е убаво, ама како велат да го немаш паметот од младиот човек, да го имаш, да бидеш млад човек со паметот стар малце, па и тоа е без веза, знаеш. Не иде. Треба секој период од животот е убав и треба да го поминиш, едноставно многу е глупаво да сакаш да бидеш нешто што си бил пред 20 години. Може би сакал да бидам некој попаметен старец кој што ќе има бавча нива нешто или ќе оди, не знам, на риби, не ќе додам. Или ќе оди на риби, нешто би правил некој.
Епа, не баш, ама нели животот се движи во насока како не стануваме помлади, стануваме постари. Може стануваме помудри со многу помалку енергија, арно најдуваме начини да бидиме она како мотивирани да ни се враќа енергијата, така да. Бидете млади кои ќе треба да сте млади, бидете паметни кои ќе треба да бидете паметни. Бидете стари и уживајте во староста. Толку од мене. Браво. Thanks.